Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Постапката и натаму е во теке. Последната информација која предпладнево ја сподели обвинителството во врска со случајот комунална хигиена, во кој вчера беа приведени директорот на ова јавно предпријатие и еден од раководителите под сомнение дека не го собирале отпадот во Скопје и со тоа го загрозиле здравјето на граѓаните. Според последните информации што ги добив, двете приведени лица се уште се во станицата во Автокоманда. Таму е и Мартин Арсов, тој од утрово го следи овој случај, го имаме во овие вести во живо. Мартин, докаде е оваа постапка? Дали двете лица кои вчера беа приведени се уште се во полициска станица? Да, Александар, се уште трае распитот на директорот на јавното предпријатие комунална хигиена Сабахадин Рустеми и раководителот истото предпријатие Аки Саити. Според нашите информации, распитот е при крај и за скоро време се очекува тие од овде од полициската станица Автокоманда да бидат спроведени во Скопскиот кривичен суд. Тие се овде во полиција од вчера во 14 часот, што значи дека истекува оној законски рок од 24 часа до кога можат да бидат задржани во полициска станица и практично тие ноќта ја поминаа овде. Со оглед дека распитот се уште трае, неизвестно е се уште, но наскоро ќе се знае дали обвинителството ќе бара притвор или пак други мерки на предпазливост. Од Министерството за внатрешни работи и обвинителството не откриваат засега повеќе детали и се уште остануваат на вчерашното соопштение во кое што само накусо се информира дека приведени се и задржани две лица од раководството на јавното предпријатие комунална хигиена Скопје во врска со сомненија за кривично дело од член 230 од кривичниот законник, односно за загрозување на животната средина со отпад. Зависно од тоа кој став од овој член од кривичниот законник ќе се употреби, на овие две лица им се заканува минимум 1 година затворска казна или пак максимум 10. За сега не се знае ниту дали ќе се шири листата на лица кои што ќе бидат повикани на разговор во полиција или пак приведени. Вчера градоначалничката на Скопје Данила Арсовска преку Facebook статус го бранеше директорот кој што самата го назначи и рече дека тој не е виновен и ова е политички прогон, а подоцна попладнето во текот на вчерашниот ден Арсовска преку ироничен Facebook статус рече дека директорот Рустеми е пуштен од полициска станица затоа што од ДУИ преминал во Влен. Инаку Рустеми важи за близок човек на актуелниот градоначалник на општина Сарај. Тој е назначен за директор на јавното предпријатие комунална хигиена од страна на Арсовска во јануари годинава, а претходно во периодот од 2017 до 2021 чинам бил и директор на комуналното предпријатие на општина Сарај. Инаку Скопје и денеска има проблеми со несобирањето на сметот. Полни контейнери ширум градот има и денеска. Во расчистување на контейнерите помагаат механизација и камиони од останатите општини. Александар, тоа е се за сега. Како што кажав, според нашите информации, распитот е при крај, така што очекуваме во секој момент да бидат изнесени овде и спроведени во Скопскиот кривичен суд. Да, Мартин, остани да го следиш овој случај, доколку добиеш нови информации во текот на овие вести, побарај ново вклучување. Беше тоа Мартин Арсов кој што известуваше за случајот комунална хигиена. Секако многу детали ќе имаме во попладневното издание. А во салата на Македонската филхармонија утрово почна меѓународниот форум за енергија кој го организира Министерството за енергетика во соработка со Канцеларијата на програмата за развој на Обединетите нации. На тридневниот настан најавени се над 600 учесници од повеќе од 70 држави, владини и представници на меѓународни организации, бизнис секторот и граѓански организации. Според програмата, повеќе од 150 експерти ќе дебатираат на 35 различни панелски сесии. Целта на тридневниот форум е да се премине од глобални цели кон конкретни акции со јасни чекори за диверзификација на изворите, забрзување на обновливите инвестиции и развој на регионална соработка за енергетска стабилност. На отворањето на форумот се обратија премиерот Мицкоски и министерката за енергетика Божиновска. Како човек кој самиот доаѓа од енергетскиот сектор, добро знам колку е важно тоа чувство на постојано движење, на промена и на одговорност. Затоа енергетиката е поставена високо на државната агенда, не како техничко прашање, туку како национален приоритет и државна стратегија.
Енергетската транзиција изгледаше недостижна, скапа, бавна, но ние правиме возможна. Секој соларен панел, секоја ветерница, секоја нова електрана што работи на чиста енергија, тоа е дел од нашата современа борба за независност. Светот денес се менува со забрзано темпо. Она што порано значеше сигурен снабдувач, денес значи флексибилен систем, отпорен пазар и чисти извори на енергија. Енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање. Глобалните турбуленции не потсетуваат дека енергетската независност е услов за економска слобода. Како нова влада го градиме интерконекторот со Грција и со Србија. Инвестиција што ќе обезбеди директно снабдување за илјадници домаќинства и индустрии, но ќе помогне и на Европа за подобра поврзаност и сигурност при снабдувањето со газ. Ја модернизираме преносната мрежа, инвестираме во дигитализација и складирање на енергија. Дозволете ми кажам нешто што најсилно се чувствува кога ќе дојдете овде. Оваа земја има потенцијал на луѓе кои не се плашат да работат, на институции кои сакаат да се докажат и на една генерација која не сака да чека, туку да создава. Заедно со денешниот ден ги броиме последните 4 од оваа предизборна кампања. Очекувано послава динамика во вториот круг, но и натаму се води жестока битка во поголемиот дел од општините кои одат на повторно гласање. Денеска лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски најави дека ќе биде на серија настани во Кичево во пресрет на вечерниот митинг на партијата. Лидерот на СДСМ за попладнево закажа изјава за медиумите во општина Лозово. Во овие вести мал преглед на последните пораки од некои од кандидатите за градоначалници. Јас, како и сите вие, цел живот живеам овде во Пробишти и ќе останам да живеам тука. И мене, како и на вас, многу ми е важно нашиот град, нашата општина да има иднина. Нашиот Пробишти заслужува многу повеќе. Ние не ветуваме чуда, ние ветуваме само работа. Ветуваме развој, ветуваме иднина. Со вас ја пишувавме програмата. Во неја се влезени вашите предлози и идеи. Затоа, оваа програма е победничка. Ни предстои уште доста работа и доста посветеност да доработиме она што сме започнале или она што треба да направиме. Значи, најмалку во секое населено место најавувам уште по еден капитален проект, горлив проблем на нашите сограѓани. Дали тоа е водоснабдување, реконструкција на училишта, водоводи, канализации, пристапни патишта, сето тоа ќе биде со нас. Ние не се служиме со празни зборови, туку со конкретни проекти и конкретни дела, токму тука од терен. Затоа испраќам од село е креново пораката дека ние сме таа коалиција која гради и променува. Денес Карпаш е заробен од истите интереси што ја претворија секоја зелена површина во градилиште, што ги исполнија улиците со прашина, а буџетот со сомнежи. Тие што денес глумат борци за морал, се истите што потпишаа десетици спорни и нелегални дупови, со кои се уништи ликот на општината. Тие се луѓето кои дозволија кај булеварот 8 септември да никне облакодер на спорна локација. Под нивно водство се планира да никне огромно бетонско чудовиште кај Алумина. Граѓаните повеќе гласат за личност, за проверена личност, а ние докажавме изминатите 4 години како се води општина. Бевме одличен пример како сите треба да го следат, каде што немавме мнозинство во Советот, каде што функциониравме и носевме одлуки скоро едногласно за многу точки, без разлика од која советничка група, од која политичка партија. Кога станува збор интерес на граѓаните, треба сите заедно да носиме одлични проекти. Јас сум меѓу малките градоначалници кои што прифатил проекти и ги ставил во програма и буџет скоро од сите советнички групи. Скопје од денеска воздушно се поврзува со Мадрид со директна авиолинија што ќе обслужува нискобуџетната компанија Визер. Првиот лет ќе се реализира попладнево по 16 часот од меѓународниот аеродром во Скопје, каде по тој повод пресконференција ќе одржат вице-премиерот Николовски, амбасадорот на Шпанија и директорот на ТАФ Македонија. Летовите од Скопје до Мадрид ќе се реализираат секој вторник, петок и сабота. Од скопскиот аеродром од денеска повторно се лета и за Ларнака, а ќе има летови секој вторник и сабота.
Скопје вчера се поврза авионски со Стокхолм и Бари, а Охрид со Базел. Сите летови ги реализира Визер со државни субвенции. Обвинителството поднесе обвинение против 43 годишен жител на Кавадарци кој летово со секира губил својот брат, а потоа телото неколку дена го криел во тоалетот пред да го закопа во шупата од семејната куќа. Како што информираше обвинителството, убиството се случило на 27 јули во Кавадарци, кога обвинетиот дошол на роденденот на својот помлад брат и со него почнал расправија за поделба на имотот, пошто неколку пати го удрил со секира и го убил на лице место. Потоа обвинетиот си заминал, а следниот ден се вратил во домот на оштетениот и телото го префрлил во бањата. Во следните неколку дена исто така се враќал за да го прикрие делото, ја бришел крвта од подот и од предметите, а телото го пренел во шупата, го затрупал во ров и врз него ставил шперплоча и други предмети. Во периодот од 30 јули до 5 август, кога било откриено телото, обвинетиот во повеќе наврати повлекувал пари од банкарската картичка на жртвата, се вели во соопштението на обвинителството. Обвинетиот во моментов е во притвор, а обвинителството ќе бара негово продолжување се додека трае постапката. Министерството за здравство информира дека интересот за вакцинација против сезонски грип континуирано расте. До сега се пријавени над 70.000 граѓани, а вакцинирани се повеќе од 22.000 лица низ државата. Вакцинацијата се спроведува на 35 вакцинални пункта, од кои 5 се во Скопје. Сите заинтересирани граѓани можат да се пријават преку апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Право на бесплатна вакцинација имаат ризичните категории на население, меѓу кои се лицата над 65 години, оние со хронични заболувања, здравствените работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години, како и лицата кои се сместени или пак работат во старечките домови. Во организација на Министерството, превентивни тимови од здравствени установи низ државата продолжуваат со теренска вакцинација и во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица, како и за лица со попреченост, информираат од Министерството за здравство.